Добар ден и добродојавте во уште едно издание на Формула 1 на македонски, овој пат анализа за квалификациите за големата награда на Азербејџан, односно на Баку, трката која ќе се вози утре во 14 часот и 10 минути по македонско време. Какво изненадување за оние кои ги пратеа тренинзите цел викенд Ферари на врвот, критична грешка на Чарлс Леклерк го баци зидот, исто како Кубица во оној дел кај тврдината, оној свиок од 90 степени. Клучна грешка, мислам, и тоа го одложи третиот дел од квалификациите, се намали самата температура на патеката и веќе е евидентно дека на Мерцедес им одговараат пониски температури, бидејќи во Бахрейн беа зад перформансите на Ферари, каде што температурите беа драстично повисоки, со тоа што оваа сезона не очекува битка и на температури. На трки каде што имаме пониска температура, очигледно е дека болидот на Мерцедес функционира подобро, но кога температурата е малку повисока од вообичаеното, односно кога асфалтот е жежок, очигледно дека Ферари има подобар грип, односно подобра механичка тракција и при тоа подобар излаз од кривините и при тоа последователно на сето тоа и подобра максимална брзина и севкупно подобро време. Ќе биде интересно да се види што ќе се случи со Чарлс Леклерк утре, дали има оштетено некои други компоненти освен предната десна суспензија на самиот болид и предното крило, бидејќи во тој случај можеби ако треба да смени мотор или менувач кој може да претрпат штета при таков судар, ќе треба веројатно и да заработи казна и да стартува поназад од предвиденото, односно 10-то место кое моментално го има. Исто така тој беше единствен кој имаше поставено најбрзо свое време во втората квалификацијска сесија со средната компонента, односно со медиум гумите. И да знаете дека правилото во Формула 1 гласи дека во ваков случај, иако пневматиците се оштетени, тој може да ги замени, меѓутоа со нови пневматици од истиот тип. Значи не може утре да стартува со меки гуми, ќе мора со медиум ако стартува од 10-та позиција. Ако стартува со пенали, тогаш ќе има право да ги промени пневматиците. Ако некој ги следеше пред сезонските тестирања, тогаш овие квалификации се реприза на истите. Доминација на Ферари апсолутна, петочни тренинзи, предсезонски тренинзи, тестирање доминација и кога дојде моментот за пол позицијата, Ферари го нема никаде, условно кажано 1-2 пол позиција за Мерцедес, и тоа ме изненадува што Ботас оваа година дефинитивно е спремен да се бори за шампионска титула. Ми е драго што го покажува тоа, ми е драго што барем ќе имаме битка во болидот на Мерцедес. Кој ќе биде прв, дали ќе биде тоа Луис Хамилтон или Валтери Ботас. Сега трката утре е навистина рулет. Гледавме лани што све се случи. Не може ништо да се предвиди. Оваа трка е комбинација од Монца со долги правци, со екстремни брзини, и Монте Карло или Алберт Парк, како сакате, градска трка со кривини од 90 степени. Трка која е подложена на многу инциденти, на многу безбедносни возила, така што останува отворено се до крај. Утре за победникот навистина не може да прогнозираме, иако двата болида на Мерцедес ќе тргнуваат први. Тука е Фетел, тука е Макс Верстапен. Верувам дека Чарлс Леклерк, ако стартува 10-та позиција, ќе биде многу компетитивен. Тука е играта на случајноста со безбедносните возила. Верувам дека Перез во првиот стинт ќе биде многу компетитивен. Даниел Квиат. Така што финалниот редослед: Ботас пол позиција, Хамилтон втор, Фетел трет, Верстапен четврт, Перез пети, одличен резултат за Racing Point, Квиат шести, одличен резултат за Торо Росо Хонда. Ландо Норис успеа да го истисне својот тимски колега од Мекларен и да заврши седмо. Дживенаци се квалификуваше 8, меѓутоа знаеме дека за него следува казна од 10 места, така што тој ќе стартува утре 18. Рајконен е тука, знаеме дека дечкото секогаш ни прередува одлична трка. Чарлс Леклерк, го споменав, останува под знак прашање неговиот болид дали утре ќе стартува 10, доколку нема претрпено никакви други оштетувања на моторот, односно други компоненти, односно предната десна суспензија и предното крило. Сајнц има одлична можност од 11, односно 10 место утре со пеналот на Живенаци да стартува, меѓутоа има слободен избор на гуми. Зад него е Даниел Рикјардо, така што утре не очекува навистина добра трка на Великден. Верувам дека ќе уживаме сите и се гледаме утре повторно за анализа на големата трка на Баку. Доколку се допаѓаат видеата на Формула 1 на македонски, ве молам за лайк, шер и сабскрајб. Коментирайте кој е ваш пулен за утрешна трка, кој мислите дека утре ќе победи, и се гледаме утре повторно. Запомнете, трката е во 14 часот и 10 минути по македонско време. Поздрав!